делови од доказите го потврдуваат она што го збориме ние од првата вечер. Дека сите знаеле што се случува во таа дискотека, зборам надлежни органи, дека свесно дозволувале тој натаму да се случува. Не само што свесно дозволувале натаму да се случува, туку потпомагале во криминалот кој што го правил Деко. Затоа што ти како полицаец да му кажеш на Деко во 11 часот дека ќе има акцијска контрола, самото по себе е кривично дело. Затоа што ти го известуваш за нешто што треба да биде ненадејно и треба да резултира со затварање на тој објект. Не само што ти не го затвараш објектот, него одиш покасно да ја вршиш акцијската контрола за да му удоволиш на Деко да може да направи профит таа вечер. Па тоа ти не го правиш без да земеш пари. Гарантирам. Се договарале за маси, за сепариња, за пијачки и тоа го има. Чи мора да има одговорност за овој дел. Дополнително прекршувањето на стандардната оперативна процедура. Ако во постапката се докаже дека навистина била заклучена вратата, самото ДЗС вели дека тоа резултирало со толков број на жртви. Страшно е да се помисли како институциите кои што треба да го заштитат граѓанинот на оваа држава со своето непостапување, погрешно постапување довеле до ситуација да загинат 63 луѓе. Разликата е во тоа што доколку биле испочитувани сите процедури, таа несреќа немала да биде од вакви размери и веројатно само би имало причината помала, да речеме, материјална штета, затоа што не би ни изгорел тој цел објект ако биле користени материјали кои што се во склад со безбедносните потреби за еден ваков објект.